Почитувани, добре дојдовте во отвореното студио на телевизија Нова. Според последните статистички податоци, бројот на странски туристи во нашава земја последниве 8 години е зголемен за 100%. Од нив најголем број го посетуваат токму нашиот главен град Скопје или конкретно само во јули и во август просечно доаѓаат околу 50.000 странски туристи. На оваа тема разговараме со господин Зоран Николовски, кој е вработен во Агенцијата за промоција и развој на туризмот, а воедно и долгогодишен туристички работник, господинот Шовке Хадзири, кој е државен советник за туризам, и господинот Ѓорѓе Вачков, кој е претседател на Стопанската комора за туризам. Добре дојдовте во отвореното студио. Се согласувате ли дека Скопје сепак се избори да се запише на светската туристичка мапа? Така почне. Да, нормално дека се согласуваме. Мислам дека во последни, како што и вашиот уводен збор беше, дека во последниве години странските бројот на посетители на странски туристи е значително зголеме. Тоа значи дека во однос не само на Република Македонија, него и во градот Скопје, дека најголем број на тие странски посетители се баш буквално во Скопје. Сите оние статистички податоци што покажуваат дека од вкупниот број на странски туристи 40% испаѓаат на посетителите кои што се во Скопје. Тука има разни причини зашто, што, како, што е тоа и дали Скопје уопште као дестинација веќе интересна и ставно интересна дестинација на картата на сите скоро светски, европски и светски туристички карти. Што е она што Скопје нели го привлекува, зашто го привлекува, зашто Скопје ги привлекува странските посетители. Мислам дека се низа мерки и активности кои што беа превземени од разни инфраструктурни действија, па се до разни субвенционирања, за кои што мислам дека можеби понатаму ќе се осврнеме се надам. Врз основа на показателите до сега навистина се гледа дека има доста повеќе посетители од претходните години. Ако зборуваме за субвенционирањето, значи благодарение на тие ефтини авионетови, многу повеќе луѓе доаѓаат во Скопје. И нормално тука има почетна точка при доаѓањето во Македонија. Некои од нив веднаш заминуваат во други градови, а голем дел од нив остануваат барем ден-два повеќе, со што се зголемува бројот на по статистичките показатели се зголемува бројот на посетители во Скопје. Господин Шовкет, според вас на што се должи подемот на раст? Подемот се должи на неколку мерки или политики во последните години што се превземени. Да кажеме, Скопје као центар е вкрстување помеѓу двата коридора, 8 и 10. Као прво. Као второ, веќе Скопје не е непозната туристичка дестинација. Скопје е веќе позната туристичка дестинација. Тоа се должи на мерките што се земени во последните 10-15 години со промовирањето на Македонија као целина во туристичка дестинација и Скопје као незин главен град. Плюс тоа во Скопје веќе не мериме само тие луѓе кои преноќуваат во Скопје. Значи реалната бројка на гостите во Скопје што го посетуваат Скопје не е тоа што го имаме според дадените резултати од Заводот за статистика и некои други институции. Значи, ние имаме категорија на луѓе кои доаѓаат за еден викенд, шопинг, да кажеме од соседството, од Косово, Албанија и така натаму. Имаме категорија на здравствен туризам. Тука кај нас имаме неколку центри. Познато е во регионот и подалеко дека Скопје станува за кардиоваскуларните болести, Скопје станува центар во целиот Јужна Србија, Албанија, Косово и така натаму. Значи, кога би се направило едно подобро мерење на сите, на тоа директно што има импакт врз самиот туризам. И сите тие други гранки што имат индиректен импакт во туризмот, сигурно би добиле една поголема реална бројка за туристите кои се во Скопје. Значи, како што и моите драги колеги спомна, тоа се резултат на веќе една поагресивна, не поагресивна, него по-контемпорална една промоција која е конвенционална во регионот и во Европа. Значи, и мерките кои сме ги превземале во областа на туризмот. Како што е намалувањето на ДДВ-то за преноќување од 18% на 5%, разните политики на субвенции, како за донесување на организиран туристички промет, исто така и за лоу-кост летови и некои други мерки.
Така, може би субвенционирањето и на странските туроператори? Па да, меѓутоа мислам дека тоа толку не е баш значително за Скопје, затоа што ако погледнеме статистички, да, најголем број на странски посетители се во град Скопје, меѓутоа во однос на ноќевањата е многу мал, значи тој е некаде просекот околу ден и пол на сите странски. За разлика од тоа, Охрид, да речеме, има можеби помалку број на странски посетители, меѓутоа Охрид како туристичко место и не само Охрид, но и Охридското крајбрежје и Зетските крајбрежја прилекуваат повеќе од 3-4 дена пресечен престој на посетителите. Нормално, тоа е стационарен вид на туризам, каде што нели странските посетители престојуваат полог период, доека Скопје значи дека се работи за еден друг вид на туризам, односно она што е најинтересно Скопје, нели комерцијален, деловен, односно административен и она што во последно време и што е многу интересно и за кој што сметам дека треба Скопје да си го развива, тоа е конференцијскиот вид на туризам, односно мајс туризмот, каде што има настани, евенти, конференции разни и така натаму. Нормално покрај од инфраструктурните проекти кои што Скопје заличи нели во однос на овие нови градби, нов модерен аеродром со огромни конекции врски, како што рече и Шовке, дека се дојде голем број на летови кои што го преврзуваат град Скопје со натите метрополи во Европа и во светот. Интересно се каже дека во Скопје веќе се градат и големи брендови на хотели, што допринесуваат да да се зголеми туристичката понуда. Значи Скопје доби веќе она што го баравме долго време во гостителството посебно, а во тој во однос на туризмот, а тоа е самата односно изградбата на хотели од типот на Ибис, на Мериот, веќе втор Мериот, Даутриот, Хилтон и така натаму, така натаму. И не само тоа, да, Рамада е во Гевгелија, не во Скопје. Не само тоа, него и многу бутик мали хотели, кои што видоа интерес дека самите оние што работат во туристичкото стопанство видоа интерес дека на тој начин можат не само што ќе привлечат, меѓутоа и нели добра финансиска заработка. Субвенциите се покажаа до некаде, не до некаде во однос на град Скопје се зборам, само се покажа дека се добри затоа што Скопје го прифаќаат како еден вид хаб. Тука све се дистрибуираат, понатаму и самите тури, самите излетишта во останатиот дел на Република Македонија. Тоа е нашата цел, нели, како држава и како влада и како туристички стопанственици, да не остане Скопје и Охрид само туристичка дестинација, него да се тоа малку прошири понатаму во останатите региони. Многу добри примери е Дојран, Берово, Маврово и останатите, сега да не ги споминјаме ако некој се ги забравя. Угостителските работници бараат да се продолжи работното време, особено во летниот период и особено ако земеме во предвид дека ќе се случува голем спортски настан. Се согласувате ли дека треба да се продолжи работното време? До некаде треба и тоа да се направи, заради тоа што посебно во летниот период многу од луѓето се на одмори, не се на работа, немаат обврски. Нормално тоа треба да се концентрира на местата каде што не можат да им пречат на оние што се на работа. Во секој случај, по завршување, да речеме еве сега и на Суперкупот, фудбалските надпревари и сите други настани кои што се, ако ги поврземе сите овие работи со скопското лето, со ноќниот живот кој што е многу поинтензивен во летниот период, заради тоа што преку ден сите се скриени некаде од овие жиштини. И нормално луѓето, ако почнат да излегуваат од своите домови во 9-10 часот навечер, иако угостителските објекти работат до 1 часот после полноќ, нормално дека тоа време горе-доле е кратко за да можат да се опуштат и да се одморат. Сепак и тоа имаше многу размислување дали треба да се продолжи, дали да се остави. Во секој случај, убаво би било барем малку повеќе да работат угостителски објекти за да можат луѓето да ги искористат благодетите од ноќниот живот и од ниските температури кои што ги има преку вечер. И ако гледаме, нели, гостителството е дел од туризмот, нели? Ние збориме за развој на туризам, меѓутоа нормално и гостителството е кој што е незначителен дел од туризмот. Е потребно, значи, ајде да погледнеме малку историски, као стар скопјанец, нели, као млад Кобев. 90-те години по распадот на Југославија, Скопје имаше можеби најубав ноќен живот во бивша Југославија. Низа мерки се донесува во однос, нели, на европски мерки, во однос на заштита на човекот и животната средина. Се пристапи кон некои си малку поригорозни мерки, нели, во однос на лимитирање на работното време, во однос на забрана со пушењето во јавните објекти, односно во угостителските посебно објекти, тоа го допринесе да некои мерки малку го скратат тој вид на можеби на угостителството. Сега не е само тоа, можеби финансиската моќ е на самиот животен стандард, нели, на човекот, затоа што сепак
Скопје, као Скопје, си го гостите Скопје е многу скап. Сосема тука различен начин на цена, а друга различна цената е во малите градови. Се воведоа и лиценци, не само дека до 12 до 1 сат, да не забораваме, се воведоа лиценците за кабаре, ноќен клуб и диско клубови. Значи, сепак има простор за да се работи после 12 сат, меѓутоа на тоа начин државата сакаше можеби да направи една лимитирање, но не рестриктивна понуда која што требаше да се плаќа со лиценцата. И тука имавме спорови можеби во однос на тоа што Скопје како цена заработува во лиценците, а што например Штип или Гевгелија или некој помало местенце во било која Република Македонија. Треба да се продолжи, можеби да се положи, тоа е, не знам дали знаете, ние во моментов преку лето и преку зима и предност на викенд е до 1 сат. Сега се бараме повторно актуализирано барањето со суперкупа да се зголеми тоа работно време. Претходно реков Скопје, значи треба да работи на тој мајс туризам, и тоа ако сакаме таков вид на туризам, нели, на однос на евенти, манифестации, настани, конференции, тоа пат нормално бара да се самото положи работно време, да се самите гостители спремни, на крај крајава градот да е спремен за таков вид на тоа, значи дека треба да е безбедноста на мирот, МВР да биде спремно, самите граѓани да го биде спремно, затоа што сепак поблаките доаѓаат од самите граѓани. Толеранцијата треба да се зголеми во тој случај од граѓаните. Па мислам дека тоа што го рече Зоран држи и ние сме го имале таа пракса. Например, ние сме имали порано за посебни случаи или викенд да биде до 12 сатот и после 12 сатот, 1 сат, има право градоначалникот да го продолжи работното време. Значи, тоа е една клаузула што треба самите стопанственици треба да го знаат. Самите работници од туризмот. Дали треба да работат до 2 сата, до 3 сата. Зашто ако се работи до 2 сата, 3 сата, тоа со себе носи веќе и други. Тоа не е само една дисциплина, само работното време да се продолжи. Таму доаѓа безбедноста на гости. Се доаѓа до јавниот ред и мир. Значи, колку децибели, например, не можете вие на една урбана средина, на сред згради да работи некој диско, некој кафич до 3 сата, 4 сата, кога луѓето спијат го. Значи, колку децибели, тоа све е регулирано со закон, али зашто да не, ако има потреба, ако тоа е профитабилно, ако се гледа дека тоа носи луѓе, треба да се најде една солуција или една форма приватниот сектор да го инициира тоа. Значи, е добро да го аргументира и ние како представници на државните органи тоа да го ставиме во еден закон или еден, да не кажем закон, него еден правилник со кој ќе бидат задоволни двете страни. Тоа мислам дека табу теми не постојат заради тоа што во последните години сите политики, сите стратегии, сите студии и сите мерки што се земени во областа на туризмот, господин Зоран, со него сме заработиле доста време. Пред се ни биле наши супортери, ни биле значи приватниот сектор, едукативните центри, факултетите и коморите или туристичките комори или стопанските комори. Значи и тие се составен дел на сето ова денеска што се случува во областа на туризмот. Така. Предлагам за кратко да погледнеме реклами, а веднаш потоа продолжуваме со нашата тема. Продолжуваме со темата на разговор во отвореното студио. Скопје како летна туристичка дестинација во пресред на Суперкупот, кога се очекува прилив од странски туристи. Јас би продолжила со тоа, ги споменавте хотелите, дека се градат се повеќе хотели, меѓутоа колку соодветствува цената која ја нудат, особено последниве денови, со условите што ги нудат самите хотели или нивната категоризација? Тоа ни беше тема на разговор овие денови. Значи, последниве денови, дури и цела европска јавност зборува за тоа дека цените во Скопје се ненормално високи во однос на она што се нуди и во однос на сите други цени и во регионот и во Европа. Особено тоа се чувствува, значи, последниве денови, кога почнуваат туристите да се ги резервираат и да ги купуваат сместувачките капацитети, посебно околу Суперкупот, значи на 7, 8, 9 август. Многу од, веќе имам разбрано дека некои од хотелите ги имаат и откажано резервациите кои што се направени од странци уште во јануари, февруари, со некои чудни образложенија дека постои опасност од терористички напади, од не знам како.
се со цел да ги исклучи, односно да ги едноставно да ги избркаат тие туристи или да ги откачат, како што би се рекло, тие туристи кои што ги имаат купено капацитетите, за да можат повторно истите капацитети да ги продадат по многу повисока цена, која што сватија нашиве хотелиери во моментот дека можат многу повеќе да заработат од ден-два додека е супер купа, што е целосно нечестно според мене во однос на гостите кои што се дојдени тука да видат нешто, да го видат надпреварот и нормално кој што можеме да ги привлечеме и со сосема други содржини нешто повеќе да видат во Скопје, посебно затоа што се работи за Скопје и да си отидат задоволни со позитивни впечатоци. А ако почнеме ако дојдат тука со цена која што ќе им остане во грлото како горчливо искуство и кое што ќе ги прати за целиот престој во Скопје, нормално дека тие туристи не може да кажат дека си имале убав престој во Скопје. 400-500 евра, па дури 1000 евра, нели? Меѓутоа, што можат да понудат за тие пари хотелите и дали можат да ја оправдаат цената воопшто? Ако се земе, значи, категоријата на објектите и категоризацијата, која што е од минатата година веќе постои нова категоризација на хотели и угостителски објекти, која што е целосно усогласена со европските стандарди, може да се каже дека од една страна, ако е категоризацијата усогласена, би требало горе-доле и цените да бидат усогласени. А гледаме дека постои толкава голема разлика на категоризацијата во однос на цените кои што овие денови се нудат. Мислам да се разбереме, тоа не е редовна цена која што постои веќе во Скопје. Цените горе-доле се пристојни во скопските хотели. Но сега, посебно на што се случува, навистина дури срамно можам да речем за нашите хотелиери. Само не жалосно, јас ќе кажам, затоа што прво, да, цената се врзува секоја за категоријата, меѓутоа ова не е врзана никаква категорија, значи ова е врзана за тој настан. И сега ние добиваме еден европски настан, па и светски може да речеме, зашто суперко веќе го гледаат на светско ниво, и ние се дрзнуваме да кај што еден единствен адекватен пример, кај што треба да се покажеме не само како добри домаќини, него и сами гостители, да цената дигнеме 2000% повисока. Значи тоа нема никаде во ни една држава во светот. Меѓутоа забораваме дека однапред треба да направиме малку друга една сондажа пред нас. Кои ни се нас тие евентуални гости што ќе дојдат за тој суперклуб? Први основно е локалните, не. Цела Македонија е дигната и сака да дојде на тој. Второ регионот. И двата страни, ова нешто најсе заинтересирани, тоа се гостите од Шпанија и од Англија, кај што играат нели Реал Мадрид од Мадрид и Манчестер од Манчестер. Ајде да ги погледнеме прво врските и конекциите како ќе треба да дојдат они кај нас. Да ги погледнеме конекциите, ние со нив немаме никаква конекција авионска. За разлика од нас, секојдневно од Манчестер и од Мадрид до Солун и за Софија ние имаме 4 до 6-7 лета со нискобуџетните компании. Ќе се случи, тоа е веќе најава, постои опасност да се смесат најава дека они веќе нема ни да дојдат во Скопје, тоа си го јавуваат, јавно го искажуваат они. Да ќе престојуваат во Софија и во Солун, како нели еве збориме Скопје туристичка дестинација и комерцијална дестинација, меѓутоа во однос на Солун или на Софија, во тој дел сме малку заостануваме. Значи ќе се случи да се останат таму, да дојдат само на ако земале карти они, као ние што сме земале карти, не знаеме на лото, да дојдат само за денот на настанот и да си одат. Кој тоа во тој губи? Губат самите гостители, не зборам само за хотелите кои што ги дигнаа драстично и кои што направи, за жал направија мала негативна веќе пропаганда за Скопје и за тој настан воопшто. И ќе изгубат и рестораните, кај што сме денеска во ресторан, ќе изгубат трговците, ќе изгуби државата, ќе изгуби градот Скопје. Ќе изгубиме сите ние. Но, господин Шовкет, како државен советник за туризам, може ли воопшто да им се наложи и на угостителите и на хотелиерите да им се диктира цена едноставно во време кога живееме во пазарна економија, нели? Можеме да им диктираме на нив кога ќе се појават неправилности, како што рече колегата. Ако имаме де факто некоја жалба до денеска, можеме да активираме пазарните инспекции компетентни за тоа и тек тогаш да реагираме. Но без да имаме некој да се
цифри, со факти, ние не можеме да реагираме, зашто пазарната цена е пазарна цена. Цената ја прават самите хотелиери. Зашто ние џабе ние нас, например, ние ако се обидуваме веќе 10 години да правиме промоција, да бидеме присутни во релевантни манифестации, да бидеме исто така присутни во релевантните магазини од светот, како што се за туризам, исто така и другите, или релевантните мас-медиуми. Се е тоа џабе која ќе ни се појават вакви проблеми како што слушаме во последните денови. Значи, 1000% подигнување на цените, па откажување на аранжманите и така натаму. Што значи? Овој инвент или ова манифестација е од светско значење. И подобра промоција за Скопје и за потенцијалите на Скопје, ние не можеме нити да имагинираме, нити тоа можеме да го направиме како малечка држава што сме. Значи, на нас не се дава шансата. Ние ова да го искористиме. Како ќе го искористиме? Ајде да кажеме, тоа е позната појава во сите тие региони кај што има или саеми или инвенти како таков. Не знаеме дека во Минхен за Октоберфест вие не можете да најдете место ако не резервирате година дена пред или 5 месеци пред тоа. Или кога се саемите во Дизелдорф, исто така не можете. Или да кажеме исто Француска, исто Италија ако има, или на некои музички инвенти како што е Будва и така натаму и така натаму. Али тоа треба да биде нормално, да биде некој 50% или 100%, али не да биде 1000%. И после тоа ние ќе ги изгубиме прво лош имидж, второ како што рече господинот Николовски, значи тука не се само хотелите. Целиот тој зинџир од 5 други области кои имаат индиректен импакт во туризмот, и тие ќе трпат, и тие ќе губат и рестораните, ќе губат и разните служби како што се дали лимузин сервис или шатл систем или такси компаниите и така натаму и така натаму. Значи, а најмногу ќе губиме ние како туристичка дестинација како Скопје. Јас слушав еден моабет случајно пред 2 вечери во Скопје со еден хотелиер зборов од блиско до Скопје, и сега младите како слушале дека Скопје ги подигале цените, и еден собственик баш бев таму и викат да ги зголемиме ние цените, да ги направиме 200 евро. И газдата априори пресече. Никако. Дај Боже кај мене да дојдат овие шпанци или британци, ја плюс ќе им давам ако треба нешто екстра како понуда од куќата. Тоа е де факто ние што се фалиме секаде низ светот кога одиме. А тоа најдобро го знаат овие од агенцијата за промоција. Цело време ние се фалиме дека гостопримливи, дека знаеме да бидеме комуникативни, да. И значи сега кај нас сега сме дошли во ситуација да видиме која реклама што оди во последно време во Македонија. Дали таа позитивната реклама што ја промовираме Македонија, или таа другата негативна кај што имаме со безобразниот конобар, со реалноста. И сега ние ќе бидеме поставени пред еден голем испит. Значи, овој светски куп на нас ќе ни биде една добра лекција. Значи, наместо ние да мислиме тука градот Скопје и регионот, какви инвенти, како да ги анимираме, со какви пакети туристички или настани, да останат подолго кај нас во Скопје и во регионот. Ја гледам од град Скопје има тука некои 2 големи манифестации, и тоа се што досега. А ние не можеме како државни институции, не можеме да им се мешаме како приватниот сектор ќе го организира тој пакет, зашто де факто тие сами тоа го прават. Ние можеме само да им олесниме или да ги супортираме во тоа. Значи со работното време да се продолжи, некое олеснување, поголема безбедност, друга циркулација. Скопје треба да има оние денови 100% Скопје да има исто така и друг режим на движење. Треба да имат и X други работи, да не влегувам во тие детали. Кога веќе зборуваме за Суперкупот, и градот Скопје е вклучен во организацијата на овој голем настан, таткото на градот денови ви имаше апел токму до угостителските и туристичките работници, па предлагам во продолжение да го слушнеме апелот на градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски. Јас им апелирам до сите хотелиери и до сите угостителски објекти да не претеруваат со цените. Цените да бидат во некоја нормала, преди тоа што да не ни се случи обратното,
да гостите кои што треба да дојдат во Скопје, да испадне да не спијат во Скопје, туку да спијат во некои од блиските градови или подалечните градови, а да дојдат само тука за надпреварот. А со тоа нема ако спијат во другите градови, во тој случај нема да влезуваат во нашите продавници, во нашите угостителски објекти, хотелите ќе изгубат. Значи, овој момент не треба да се испушти, туку напротив, треба да биде доста коректно, треба да биде во нормала. Добро, значи тоа е тоа, нели? Рековме, потенцираме дека не се губитници само хотелерите, него губитници буквално сите што действуваат, живеат и работат во градот Скопје. Еве и од нас апел нека биде тоа заеднички и од државните институции, и од стопанството, и од сите дека меѓутоа не знам дали воопште може да впрочем да вложи веќе тој апел. По мене веќе можеби е касно, тоа е суперкупот е за колку, за 15 дена веќе ќе се одвива. Цените не гледам дека се намалени. Како да забораваат дека подобро врапчана дланка отколку гулапна гранка туристички работници и хотелиери, така? Да, не само знаете што може тоа негативно се одрази во однос на некој и на некој доделување на некој настан ке нас, за жал. Тоа сепак ќе огледаат и спортските институции кои што го организирале овој настан ке нас. Можеби ќе ни ударат утре шамар да ни речат да, меѓутоа во однос на безбедноста, во однос на колективноста, во однос на она што требаше покрај настанот да се случи, можеби малку ви заостанавте. Тоа ќе се однесува да можеби понатаму и да не добиеме него ваков суперкуп. Затоа кажав ви однапред, значи штета е што една ваква манифестација малку претеравме во однос на тој настан. Сега еве пак ќе се вратам на финансискиот карактер на настанот, значи не само за тоа, наши угостители ќе ги знае пред 7 години, пред 6 години, кога беше големата финансиска депресија, ние ги пуштивме ДДВ-то кој што се уште важечи од 18 на 5%. Ја до ден денеска не видов ни еден хотел да спушти некоја цена, па во однос не на домашните туристи. Се уште тоа стои на некој високо ниво и оки. Пак ќе речем, тоа е пазарна економија, меѓутоа кога барате некоја мерка, некој право, нели очекуваме и обврска за било што нешто. Ако имаме некој договор, па нема да тоа да е пишан договор, меѓутоа заеднички некој договор кој имаш ти права, треба да имаш и обврски. Значи ние таа мерка тогаш ја воведовме во однос на тоа да еве да се направи конкурентен, меѓутоа не на конкурентен на еден начин, на 1%, значи тоа за жал не е конкурентен веќе, уопште не сме конкурентни во однос на регионот, па не во светот. Така да се надевам дека ќе се вложи дој труд, а не и ќе се метна во однос на она што како инспектори. Мислам дека баш сега е моментот и да видите затоа што кои се тие не само што дигат цена, меѓутоа се работи за многу голем број, не само хотелиерите, да не бидеме сега на страната на хотелиерите, меѓутоа и приватните станови и апартмани. Ние имаме сериозен проблем, поготово у Скопје, во регистрацијата на нивната регистрација. Значи, нели што се однесува на издавање во однос на станови, соби или апартмани во однос за туристичка намена. Така да ете шанси за инспекцијата да ги прочешла да види кои се тие што се издаваат станови, не по таа висока цена, него уопште, нели? Така да ако сака да се преземете, може на тој начин да се. Ја мислам дека ова е еден тест за нас. Од една страна да видиме ние ова ќе биде добро искуство понатаму. Само требаше, ја мислам дека не требаше да се ова што дека не требаше баш толку радикално да одат, како становите, исто така и хотелиерите. Значи со цените. Требаше да имат некоја поразумна цена, зашто џабе не е нас промоција во они. Значи не се губи, нема да губи само Скопје. Ќе се губи Македонија као туристичка дестинација, целата Македонија. Зашто устната реклама или монтреклама како го викаат германците. Значи устната реклама е многу појака од сите други реклами. Значи, ако ни оди од Скопје добар гостин, расположен, што дошол само за инвентот, тој ќе зборува по тие места, или дали ќе биде Мадрид, или дали ќе биде Шпанија, некаде некој друг град, или да кажеме Енглеска. Тоа е едната од најдобрите промоции. И за жал класичен пример на еден добар настан беше исто фудбалски со Шкотска кој игравме 2 пати поред. Првиот пат кој дојде шкотите навијачи кои што се стварно голем број. Тука беа преку 10.000 го ги текнува. Они остана првиот беа ден-два.
отидоа толку презадоволни со таков став да следната година кој игравме со нив повторно, они останаа тука нела дена и тоа беше супер пример како не само Скопје, меѓутоа отидоа и во Охрид, отидоа и во други места на излети и така натаму. Значи таков настан требаше да направиме, да го искористиме, да ги натераме да не да доаат само за еден ден, два да се промира градот и они као хотели и ние као стопанство и туризам, него да до година или после до година да тоа продолжи понатаму и понатаму. Значи тоа е едино, ете. Компаративна во однос на другите дестинации, затоа што можеме да бидеме поевтини баш. А ние го правиме обратното, во моментот стануваме драстично поскапи и со тоа дури си ги бркаме туристи. Дури поскапи од светските метрополи. Да, но како и да е, додека да се случи Суперкупот, можеме само да предпоставуваме колку да гости ќе надеваме. дојдат, нели? Она на што треба да се обрне внимание, можеби колку подготвени ќе ги дочекаме, па колку и да дојдат. Имаме ли ние работници, зборувам угостителски работници, кои може да одговорат на потребите на гостите? Приватниот сектор, нека каже после тебе. Генерално болката со квалификувана работна сила постои со години кај нас. Значи, секогаш имаме проблеми со наоѓање на соодветни кадри кои што ќе можат да работат и од кои што туристите и гостите ќе бидат задоволни. Нормално, професијата келнер или не е многу ценета кај нас. И сите гледаат да ја избегнат, гледаат сите и многу е малку платена нормално. Сега не можеме да очекуваме големи плати за луѓето кои што работат тука, но сепак барем оној човечки однос кој што не се плаќа, кој што едноставно треба да го има секој во себе, секој од нас во себе, тоа е она со што можеме да ги привлечеме луѓето. Значи туристите, а со самото тоа затоа што сме веќе познати и во светот и во Европа како доста гостопримлива земја, со луѓе кои што се многу пријатни. Ако првиот впечаток на гостите излезе дека намрштени келнери или луѓе кои што не сакаат никаква комуникација да направат со гостите, нормално дека и тоа ќе биде еден од факторите, од негативните фактори. Баш заради тоа треба сите сме едноставно лицето на туризмот во Македонија. И апелирам до сите кои што ќе имаат контакти со странци. Значи, бидете насмејани. Значи, немојте намрштени. И да не ги разберете, не значи дека секогаш ќе ги разберете шпанците или британците, ако не го разговорите нивниот јазик. Најдете некој со кој што може да поразговараат. Пробајте да ги насочите каде што треба. Затоа што самите вработени луѓе, тоа им е работа, да речеме, мораат да комуницираат. Ама и сите други, ако се пријатни во комуникацијата, нормално дека впечатокот на странците ќе остане многу подлабок и многу попозитивен ако секаде да видат насмејани лица и луѓе кои што се спремни да им помогнат да комуницираат со нив и да им ги решат моменталните проблеми што ги имаат. Така, но пред се и професионализам, нели? Покрај основна култура. Да, тоа е она што мора да го има. А генерално тоа е со недостатокот на стручен кадар кај нас, тоа е болка што ја имаме веќе со години. Па мислам дека не недостаток на стручен кадар. Значи, сега има објективни и субјективни причини што нас не фали. Пак туризмот и гостителството се сервисна услуга. Чим е сервисна услуга, значи најбитен фактор е човекот. И да не забораваме не само угостителот и туризмот, меѓутоа и оние што сите чинители што се во туризмот, се оние што работат во угостителството и во туризмот, меѓутоа и оние што не работат во туризмот. Секој обичен човек на улица еден со една култура нели е учесник во туризмот. Тоа е оној апел за што збориме дека секогаш треба да сме, нели, и така срдечни, мислам и гостопримливи и така и не шири гласот и тоа не е нашата основна тема, сите го збориме тоа, нели, во туризмот. И се надам дека така ќе остане. Сега оној дел на кадри. Значи отворивме многу факултети. Отворивме средни училишта. Значи кадри има него и се репродуцираат. За жал, за мене, во многу тие кадри, друга колку е квалитетот на образованието и колку тие кадри си го нашле својот пат. Реалниот пат во угостителството, односно во туризмот. Ние сме свесни, тоа е на горчиво прашање кој што години веќе го работиме, дека нашите кадри ни бегаат. Бегаат на Миконос, на Иос, од Грчка, па сега во последно време у Дубај. А тоа е единствен фактор, нели, е финансиската потребата за опстанок и за парите. Тука се требаме затоа што прво е не само тоа, него туризмот е сезонски вид на карактер, многу значи. И внатре, меѓутоа и нафор.
Колку ќе успееме да ги задржиме тие кадри кај нас, тоа е веќе прашање на низа мерки кои што треба да ги се бидат преземени од државата. Не само од страна на државата, меѓутоа страна на стопанствениците. Вачков спомна, ако си ти слабо платен, ако немаш, нормално е дека тој човек е секој не само во ugostителството, во било која една дејност, тој човек ќе си бара работа на друго место. А реков, сезонскиот карактер на туризмот тоа баш го налага. Да ти можеш да идеш и да работиш било каде во било која странска држава, привремено, сезонски, за месец, 2, 3, 6, не е битно колку, да се вратиш повторно во државата, или пак ние ќе успееме да ги задржиме кај нас и на тој начин да си одржиш едно као фирма, како држава на константно ниво на човечки, на играчи во туризмот. И тоа квалитетни играчи во туризмот. За кадрите, тоа е секогаш една, мислам, една болка која била и ќе остане. Со транзицијата и така натаму, со промената на стандардите и тие работи, нормално дека се соочувуваме со. Но треба да бидеме и свесни, треба да ја гледаме објективната реалност што е во регионот и во светот. Живееме во глобален свет. Значи, еден добар кувар, нормално дека ќе сака да бега да работи во Германија, а европските држави сега ги станаа пофлексибилни и потолерантни со нивните закони. Значи, зашто имат недостаток на тој кадар. И сега шо? Например, каква ситуација имаме? Цела Македонија не може да најдеш еден школован кувар или еден добар конобар. Значи, зашто? Или Дубај, или Бродови, или Хрватска, или Црна Гора, или Германија. И така натаму. Сега германците направија некој хотел или ресторан, под дефолт ќе доаѓа во Балканот, ќе си најде работник и одма добива виза без проблеми. И еден од најголемите кувари или ова се македонците во Европа. Значи, и сега да бидеме искрени, не можеме и на тој кадар ние да им се лутиме дека да остане. Зашто треба да остане во Македонија? Што е? Имат поквалитетен живот и се подобро платени. Во никој случај. Имат поголеми можности за афирмација, лична афирмација. Или па која немата мотивираност на фирмите. На фирмите. Или од држава. Што им го нуди. Да се вратиме кон тоа што рече господинот за нашиот квадр за овој инвент што ќе се направи. Ја гледам работата од Лалтрафача де медалја или другата страна од медалјата. По-позитивно ја гледам. Сите сервисни служби, млади луѓе што работат или во хотелиерството, гастрономијата и сервисните служби, мислам дека зборуваат енглески, младата генерација. Значи тоа е една авантажа, еден предност од другите региони, да кажеме другите места. Втората работа што се тоа него втор јазик учат децата наши веќе во школи. Да, точно. Втората работа, ако ги гледате рестораните, хотелите, гостилниците кај нас, тие не се разликуваат многу, не заостануваат како од интериерот, така и од методологијата на работа, како и стандардот од некои развиените европски држави. Да кажем, рестораните веќе кај нас си го имаат тој, се конкурентни како во регионот, така и понатаму. И сега, тоа зависи све, и ако ги гледате и дали стандардите во хотелите за спиење собите како се средени, с кои се прават според евростандарди, или рестораните, нивните мени карти, така се де факто европски јадења. И тоа е едно европско искуство. Мислам, не треба толку дека али дека професионален кадар, професионален кадар тука е малку дискутен. Како ние, што вика Зорки, како ќе ги задржиме? Дали со 300 евра, дали ќе бидеме неконкурентни? Ние 300 евра, италијанот 1000 евра, швајцарецот 3000 франци, германецот 2500-3000 евра. И сега, тој младиот, зашто за младите денеска во овој глобален свет не е битно кај ќе живее, дали ќе живее во Берлин уште, подобар предизвик и поквалитетен живот има отколку во Тетово, Скопје или Куманово да живее. Да бидеме искрени. Тоа е реалноста на ова контемпорално време во кое живееме. И сега тука треба да се направи една стратегија, еднаш приватниот сектор треба да се направи една анализа и ние како представници на државните институции како тоа да го заокружиме во една законска или правничка рамка. Мислам зашто за тоа треба една стратегија и добра една анализа. И не со само да не се разбереме повеќе само на финансиската страна, сега да не гледаме тоа само. Не со и на однос на понатамошниот
учење, живот и така натаму, нели? Туризмот е најбрзо растечка индустријска гранка у свет. Сите иновативности работи што се случуваат и во туризмот. Тоа значи бара следење, постојан развиток, усовршување на вештини разни, нели? Не еден конобар ако се заврши еден конобар и си станал или кувар на една одредена храна, дека не значи дека утре треба постојана едукација. Значи мотивираност исто е голема нешто што треба да му се даде на тој еден вработен. Значи, битно е да имаме константен прилив на туристи, заради тоа што туризмот се развива. Колку повеќе туристи имаме тука во Скопје или во Македонија, толку е поголема шансата да и услужните дејности да имаат простор за работа. Предлагам да погледнеме реклами, а веднаш потоа продолжуваме со темата на разговор Скопје како летна туристичка дестинација. Продолжуваме со разговорот на тема Скопје како летна туристичка дестинација. А што нуди Скопје како летна туристичка дестинација, што ќе имаат можност да погледнат оние странски туристи кои начално ќе дојдат на Суперкупот, првенствено да го проследат над преварот, но при тоа нели да го разгледаат градот, како и да уживаат во сите оние настани кои се организираат во летниот период, дознаваме од нашите гости. Па да слушнеме што има Скопје да понуди ова лето. Значи, ако се поделат дестинациите што се во Скопје, можеме да ги поделиме на старата Скопска чаршија, кејот на реката Вардар, улица Македонија, Боемската уличка, анексот на Боемската уличка кој што е направен. Тоа се работи кои што секој од нив се нуди своја содржина. Скопје со години веќе го има Скопското културно лето. Еве сега за жал заврши веќе кафе киното кое што го имаше пред 2 дена, мислам 3 дена завршија проекциите. Во секој случај има доста најави и за други содржини кои што ќе бидат. Она што е одлично, да, Супер Скопје што ќе биде при крајот на месец август, значи после. А што е многу убав коинциденција, односно така е добро што за време на Суперкупот во Скопје ќе биде и пиволендот одржан. Така да посебно ги знаеме навивачите, британските навивачи. Јас навистина не ги знам многу шпанските навивачи какви се, но знаеме дека британците се навлечени на пиво. Така да оние што ќе останат во Скопје, после разговорите, значи се надевам дека многу од нив ќе останат во Скопје да преспијат и ќе може прилично и пиволенд да добие од странскиве гости кои што ќе биде. Така да јас сум генерално со години наназад прилично сум задоволен од понудата и културната и забавната понуда што ја нуди градот Скопје во овој период. Скопје е како туристичка дестинација, Скопје како што реков во почетокот се вкрстуваат двата коридори. Исто така како што се вкрстуваат и двата коридори, во Скопје се вкрстуваат и сите цивилизацијски патишта водат кон Скопје. Културни, религиозни. Тука имате пакет Стара Скопска чаршија со ова отоманската или предотоманската овие институции. Го имате Ново Скопје. И значи тоа го покажуваат во последно време и мерењата покажуваат за регионалните тури. Ако се прави некоја регионална тура, обавезно Скопје е во мапата на регионалните тури. Значи, барем од едната. Значи, дали манастирите, црквите, дали џамиите, дали Новото Скопје, или што рече Зоран и колегата. Значи, тие инвенти летништа се, тие манифестации, тие ако се во прва фаза, тие ќе се софистицират и дај Боже некој ден да не стануваат манифестации како што се познати по Европа и по светот. Ја го делам малку другшие. Ја го делам на Старо Скопје, дели, историско Скопје, со старите сеони краишта, Новото Скопје, се тоа што се изгради задниве 4-5 години, кој што стана на некаков начин популарно Скопје во регионов, посебно и во околината, што добронамерно, што злогласено. И Скопје со околината. Значи, не забораваме, ние околината имаме одлични можности во вид на кањонот Матка, водно, милениумскиот крст, разните цркви од византиски период кои што се страшно импозентни и многу историски значени за оно што се занимава во културата и културниот туризам. Меѓутоа, за мене најконкретно Скопје треба да развие оно што го има во моментов, како што рековме, мајс туризмот, конференциите, администрацијата, комерцијалните сврхи, евенти постојани настани, некои си
Зашто не можеме да организираме Нови Сад со еден екзит, мислам дека на далеко е прочен. Ние имаме во моментов мали евенти, локален карактер или од некој си регионален карактер. Имаме и од светски некој си карактер, меѓутоа тоа не е она, да, е Жосковскиот джез фестивал, ама тоа е одредена групација, значи не е лимитирана група на 300-500 луѓе кои што може да присуствуваат. Некој си наворешен евент, огромен, немаме. Па и на Иксит не присуствуваме сите. И на Иксит не присуствуваме сите. Да, ама на Иксит има шанса да учествуваш меѓу 30-50 луѓе, ти колку ги собереш тие гости веќе во тие 3-4 дена, тоа е веќе тоа е оваа година имало Иксит 220.000 посетители. Тоа стана маскота или веќе нова маркица стана на српски Мислам дека туризам. такви настани треба Скопје да негува, да го прави. Што викам, Скопскиот джез фестивал е референтен веќе. Лимитирана групација на луѓе, значи. Како и да е, сепак е познат. Да, апсолутно дека е познат. Или добро сега. Со време пиволент почнува да стане позната. Пиволент нема И некој. сега бидејќи велите дека туризмот е една од најпрогресивните гранки на економијата, ајде да резимираме и за крај што би кажале вие на што треба да се работи во иднина за да има Скопје подобар туризам и да биде уште поатрактивна летна туристичка дестинација? Кои се аномалиите на некој начин? Значи, она што го кажавме до сега, можеме да го сублимираме во 2-3 реченици. Значи, честноста на угостителите во однос на цените, тоа е една работа која што се надевам дека е еднократна сега, затоа што до сега сме немале вакви непријатни случувања. Од друга страна, работење многу на човечкиот потенцијал. Тоа е она што мораме да си го задржиме имиджот на пријателски настроени луѓе. Тоа е доста битна карактеристика и со самото тоа можеме да привлечеме гости кај нас. А друго нешто, овие содржини нешто. Викаме да се работи само на нивно продлабочување, на одржување на традицијата на сите овие настани што ги има. И се надевам дека нормално е тоа, дека со одржување на традицијата секога година ќе се додаваат нови вредности на тие и голема е можноста некој од нив да прераснат во регионални и европски. Така. А на кој план ќе работи Министерството за економија во иднина за подобрување на туризмот? Конкретно и на туризмот во Скопје. Ако зборуваме за темата што е одржливоста на одржливиот развој, например, во областа на туризмот. Нормално дека треба да се видат од секоја година треба да се направат или годишен план, ова анализа или тригодишна анализа и да се видат сите тие позитивни страни и негативни страни. Што имало негативен импакт, што имало позитивен импакт. И тоа да се софистицира, да не се повторуваат тие истите грешки што ги имаме. Пред се, Скопје као туристичка дестинација е веќе позната. И Македонија како што е позната веќе туристичка дестинација. Али, за доаѓање во Скопје е лесно да се доаѓа, зашто го има и аеродромот, и патиштата, аутопатите. Али, ако треба да видиме инфраструктурата, тука регионот, дали матка и тие работи, како е таа инфраструктура средена, дали тамо треба да реагираме, или да кажеме до следните туристички дестинации, како што е Маврово, Попова шапка, Тетово или некоја друга. За колку време можеме да стигнеме? Кои пакети ги имаме за транспорт? Дали го имаме само шатл системот или автобус или воз и така натаму. Сите тие работи кои ќе се видат, зашто Скопје као Скопје не може самата да биде продадена како туристичка дестинација. Од Скопје треба да имат бенефит целиот регион тука. Зашто цела Македонија е толку малечка што на софистицирани форми на транспорт тоа се средува. За жал кај нас инфраструктурата се уште не одговара на современите потреби. Значи требаме да инвестираме се уште во инфраструктурата. И исто така, environmentот, средината, тоа е најголема слаба точка е хигиената. Ние, например, за коридорите ги немаме тие хигиенски чворови или тие инсел или островчиња кај што ќе можеме. Значи, ние опште не зборуваме за една цифра од 2 милиона и нешто, 2 милиона и пол транзитни туристи што не поминуваат само коридор 10. Да не зборувам за коридор. 4 до 5 милиона. Значи, се уште ние не сме ја материализиран, да не кажем материализиран, него не сме ја ставиле во колосек таа категорија на луѓе. Иако тие имат директен импакт во самиот туризам. И тие се туристи. И тие трошат. И тие придонесуваат за економијата и за вработувањето.
Ги вративме домашните туристи? Задоволни сте каква е состојбата? Па ако се гледа од јануари до сега мај, поголем пораст има домашните него странските, што е супер, одлично, тоа е. Поздравување, задните 4-5 години имаме постојано намалување од исклучени, а во моментов имаме постојано и тоа е тез големо. Не, за тоа да кажем дека сега за домашните гости имаме некои 60 милиони, тоа е нов проект на владата, ваучер систем. Значи, овие ранливите категории ќе можат по систем на ваучер да летуваат или да бидат гости во цела Македонија. Мислам, дали по еден викенд и така натаму, тоа се уште не е регулирано, али тоа е еден пример кој се зема од мерка која се зема од соседството, која се покажало како позитивна во соседството и сакаме со ова мерка да влијаеме, да го анимираме, да му помогнеме како на домашниот гостин, тоест на ранливите категории, исто така и на хотелиерите да имат малку повеќе работа. И тоа навистина би сакал уште еднаш да потенцирам за хигиената. Ја заборавивме, значи хигиената која што првиот впечаток што го имаат туристите кои што многу ми се пожалиле, толку ви е валкано кај вас во Македонија. Тоа е она што сите тоа треба да обрнеме внимание. Тоа е најнегативната работа која што ја потенцираат странските туристи. Мора да бидеме самокритични, тоа е клучот кон успехот, мора проблемите нели да се изнесат на маса, но јас сепак овој разговор би го заокружила со една вест од британски телеграф, која вели со неговите големи амами, улиците од калдрама и отворените пазари, Скопје е различен од другите европски градови. Ова го пишува угледниот британски весник Телеграф, а во неговиот текст насловен Европски градови што никогаш не сте помислиле да ги посетите, а би требало. Во весникот е направена листа од 21 европски град, а Скопје се наоѓа на 5-то место. И мислам дека ова не е единствена вест за Скопје во светските медиуми, што треба да не радува, но треба да ни биде мотив да бидеме нели уште подобри. Почитувани, ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од отвореното студио на телевизија Нова. Фала и на вас за поканата. Ви благодарам и на вас за вниманието. Довидување.